Здраво, здраво! Добре дојде во денешното видео. Денес одбрав да зборуваме на тема не манифестирај со сила. Некако оваа тема често ја слушам од прашањата од клиентките, а исто така гледам дека некако луѓето имаат отпор спрема манифестирањето и креирањето, и ако нешто ги спречува во манифестирањето, тоа е манифестирањето со сила, односно манифестирање од ум. Што сакам да кажам со тоа? Ние многу често кога ќе имаме одредена желба и кога ќе сакаме да манифестираме нешто, дали е тоа цел, постигнување успех, во тие моменти знаеме да се идентификуваме со егото, со таа желба, и кои би били ние кога тоа ќе се оствари и како би се чувствувале и како би функционирали, колку животот би ни се променил, па така егото и се врзува со сите тие претпоставки што би било кога би било, и егото се идентификува со улогата на остварување на таа желба. Па така почнува да ја форсира таа манифестација и се врзува за тоа постигнување што треба да се случи, и многу често кога сакаме да манифестираме нешто, го правиме тоа со грч и со притисок. Тоа се тие желби на егото, да кажеме. Кога желба од душата, ние сме претежно во мир, во баланс, во склад, и некако и во склад со себе, но и поврзани со Бог. Некако имаме повеќе верба во процесот кога се желби на душата. Кога се желби на егото е повеќе притисок, страв, дали ќе биде, дали нема да биде, и таа желба за контрола. И најчесто зошто манифестацијата не се случува, зошто не ти се случува она што сакаш да го оствариш, е стравот, дали ќе биде или не, тој грчи, таа поврзаност со желбата, односно се поврзуваш до толку со желбата да се идентификуваш со неа од една страна, и од друга страна таа желба ти е како мора да се случи. Мора да се случи ова. Ако ова не се случи, нема да бидам среќна. И кога ние даваме моќ на нешто во иднината, дали ќе се случи или не, и тоа нешто да ја дефинира нашата среќа, во тој случај ние сме врзани за желбата. Кога ја отпуштаме желбата и кога сме окей, го сакам, ама и да не се случи, окей, Боже, јас верувам во твојот план, значи универзум е во твои раце, знам дека се случува за моје неголемо добро, и ако ова желба сега не ми се оствари, ова е моето неголемо добро. Јас сум со таа верба. Но кога сме ние врзани за желбата, ние не ја имаме присутно, целосно, искрено таа верба. И друго нешто е тоа што манифестирање со сила е со притисок. Многу има разлика од тоа да манифестираш со флоу, со леснотија, да манифестираш од љубов спрема себе, да посакуваш да успееш нешто, да постигнеш од љубов спрема себе, од мир, но да знаеш дека таа желба не те дефинира тебе. Дали ќе се оствари или не, воопшто не те дефинира тебе како личност, ниту ја менува твојата вредност. Кога знаеме да се одврземе од желбата и моќта да ја отпуштиме, иако тоа е многу, многу тешко, особено ако си почетник во сите овие работи, учење и манифестирање, но тоа е еден најбрз начин како манифестацијата да дојде до тебе. Одврзување од желбата и отпуштање, препуштање во верба, во повисока сила, во Бог, во универзумот. Кога е манифестација со сила, односно притисок, грч, таа желба за контрола, сега треба ова да се случи, тогаш треба она да се случи, па ќе ги контролираш луѓето, па настаните само за да дојдеш до твојата манифестација со преголем притисок, тогаш тоа е манифестација од его, со притисок, со сила, и таа манифестација, колку и да мислиш дека ти е потребно за да бидеш среќна или среќен, и колку и да веруваш дека е токму тоа што ти е потребно од тебе, тогаш нема да ти донесе нешто добро, барем не за долг рок, може би краткотрајно задоволство. Но кога е манифестација од душа и кога знаеме да се препуштиме, окей, јас го сакам тоа и тоа, но верувам во процесот,
Верувам дека ако треба тоа нешто ќе тече спрема мене. Моje е само да бидам на висока вибрација, во склад со себе, во мир, љубов и баланс. Јас да зрачам, да сум таа особа која што сакам да бидам, кога би го добила тоа, а тоа нешто природно ќе тече до мене и ќе дојде до мене. Има многу голема разлика од манифестирање со сила и манифестирање со флоу. Затоа што кога сме ние во флоу, колку и да е нешто и од здравствена причина, да кажеме, некоја цел поврзана со здравје, например, некој излекување или некој здравствен проблем со дете кога имаш, па сега сакаш тоа да се поправи, колку и таа желба да ти е јака и силна, и колку и да веруваш дека стварно ми треба ова, значи преважно ми е, се додека грчевито и силно се држиш за желбата и пробуваш да исконтролираш, желбата не доаѓа. И всушност не доаѓа поради твојот грч, затоа што нема слободен проток, а не поради тоа што, ти си родена под лоша звезда, лош датум, погрешен хороскопски знак или не знам што се не. Манифестација од флоу. Она што би сакала да го препорачам сега и од срце посакувам да пробаш за да ја почувствуваш разликата од манифестација во флоу и манифестација со сила, е тоа што кога ќе сакаш следен пат да оствариш нешто или кога ќе ти се случи некој контраст кој што ќе ти каже дека не можеш да го оствариш тоа што го сакаш, стави рака на срце, диши длабоко, конектирај се со сама себе, осети го твоето срце како чука, поврзи се со себе, со својата интуиција и кажи: Боже, универзуме, знам дека се случува за моје најголемо добро. Моje е само да бидам во мир. Во мир. Пробај со дишење да го регулираш твојот пулс, да се смириш и во мир да го продолжиш денот и очекувањето кога се случува нели нешто пребрзо, па очекуваме сега вести или резултати, знаеме да бидеме доста нетрпеливи. Кога чекаме во мир таа вест од надвор, ќе дојде со мир. Кога сме ние во немир, кога сме ние во хаос, кога сме ние грчевито фатени за таа желба и цел дека ако тоа не дојде готово крај на светот, ние сами си стоиме на патот на манифестацијата и немаме верба во процесот, во Бог, во креирањето, во универзумот кој во што верува. Но кога се препуштаме во Божиот план или во универзалниот план, тогаш ние сме со голема верба, сме во флоу, мир пред се, затоа што верувам дека најдоброто доаѓа за мене. Ако оваа врата ми се затвори, 3 нови ќе ми се отворат. Верувам дека ако ова сега не ми се случува, постои пречка да ја остварам оваа манифестација, верувам дека ќе дојде во многу подобро, на подобар начин за мене. Може и во подобро време за мене. Може би јас со мојот мал ум сега кројам планови кои што моето higher self, моето више јас, ги има направено подобро од мене. Може би Бог испланирал многу нешто подобро за мене отколку ова што јас го планирам со мојот ум. И сега оваа пречка која што ќе ми се појави на патот, можам да ја земам како контраст и да се жалам и сожалувам сама себе, јас сум жртва, јадна јас и не знам што, или да кажам, окей, ова е контраст, значи следи експанзија. Сега доаѓа, најдоброто тек доаѓа. Она што го сакам, тек доаѓа во уште подобра верзија од она што јас го планирав и креирав. Верувам дека ќе дојде многу подобро за мене од ова што го живеам сега. И кога сум со таква верба и препуштеност, или кога треба да се реши нешто, јас не знам како да го решам. Боже, универзуме, ти преземи. Ти реши го ова за мене, затоа што јас не знам како. Јас сега во овој момент не гледам решение, не гледам излез. Или не знам како да ја остварам оваа манифестација која што ми е потребна. Ете, ми треба одредена сума пари, или ми треба некоја одлука, или некоја промена. Не знам како. Стварно немам поема јас како ова да го решам. Ајде Боже, ајде универзуме. Ти реши го ова за мене, ти преземи го ова за мене. Моje е да останам во мир. Кога го кажуваш тоа, не е поентата само да го кажеш и да останеш леле, дали ќе биде, дали нема да биде, што ќе се случи сега, дали има одговор, дали нема одговор.
Ако си во страв, во стрес и во грч, нема да примиш добар одговор. Препушти се во мир, диши, медитирај ако си во можност. И тогаш гледај како доаѓа манифестацијата. Дури кога нема да дојде, биди во верба дека тоа е контраст експанзија следи. Не ја гледам поголемата слика сега. Не знам зошто добив некако одговор. Ама верувам цврсто дека мојата експанзија доаѓа спрема мене. Тече со флоу. Тече кон мене. Изобилство. Мојата цел, успехот, здравието, се што сакам тече кон мене. Моje е да останам во мојот мир, во мојот проток, во склад со себе, во баланс. Како? Медитација, дишење. Ако не знаеш како да медитираш, диши. Тоа е медитација. Диши неколку пати, контролирај го својот пулс, контролирај го дишењето, поврзи се со себе и дозволи да дојде до тебе се што посакуваш. Кога манифестираме со сила, притисок, грч и таа желба да контролираме се што се случува, ние манифестираме многу често она што не ни треба. И не дека тоа е лошо, нема погрешна манифестација, всушност се е лекција и кога ќе се случи нешто што не сакаме, тоа е лекција. Ама ако ја прифатиме како лекција, лекција ќе биде. Ако прифатам дека после ова ми следи нешто толку добро што јас ќе се шокирам, ќе бидам blown away. Вау! Види колку нешто добро ми дојде и во очекување на доброто ќе дојде. Ако јас после секој контраст сум во страв или после секој проблем сум леле сега што друго ми следи, леле да не ми се случи нешто пак и полошо, јас ќе манифестирам полоши работи и повеќе контрасти. Ама ако контрастот или некако одговор или одбивање од некоја апликација, некој неуспех, било што ги прифатам, окей, ова е за моje добро. Ова е за моje добро. А најдоброто тек следи. Значи јас му верувам на Бог, му верувам на универзумот дека се она што е за мене, најдобро за мене, доаѓа до мене во најдобро време за мене. И се препуштам во таа верба, се препуштам на Бог, се препуштам на универзумот. Верувам во процесот. И му дозволувам да тече кон мене се што ми треба. Затоа што со страв и притисок манифестираш повеќе страв и притисок. Кога манифестираме со флоу и мир, односно од емоција, од мир, ние тогаш манифестираме она што е добро за нас. Така следно, кога ќе имаш цел или желба за манифестирање, или ако ти се случи некој контраст или проблем, наместо да се жалиш и само сожалуваш и бидеш жртва, разбери дека Бог ти праќа порака. Ова не го доби, затоа што ти следи некоја многу добро да. И додека го снимам ова видео, сигурна сум дека до мене доаѓа некое мое големо да и во наредното видео ти ветувам дека ќе го споделам со тебе. А до тогаш, таа верба негувај ја во себе. Пробај и тестирај со мали работи или мали проблеми или мали желби. Ајде да видам, Боже, универзуме, ти превземи, ти реши за мене. Или ајде да видам како ова ќе дојде до мене. Ете, ако посакуваш, не знам, нова црвена чанта. Ајде да видам како таа чанта ќе дојде до мене. Ајде да видам како овој проблем, Боже, ти ќе го решиш. Јас верувам. И моje е само да бидам во мир. Немој да ги силиш манифестациите. Немој со сила да манифестираш. Затоа што тоа ќе ти донесе краткотрајно задоволство. Нема да ти донесе исполнување. Нема да ти донесе мир. Секоја манифестација со сила значи дека не верувам во процесот. Значи дека јас мислам дека ако не ми дојде тоа нешто, јас ќе останам несреќна. А мојата среќа, сите што сте на овој канал, верувам дека знаете, е во мои раце, како што е и твојата во твои раце. Ти си креатор на твојот живот. Јас сум креатор на мојот живот. И ако верувам во тоа, тогаш верувам дека најдоброто доаѓа до мене. Верувам дека го креирам најдоброто. Она што ги буни најголем дел од луѓето е како тоа јас сум креатор на мојот живот, а сепак постои таа крајна Божја волја која што одлучува за се. Така што
нашата душа прави избори. Направила избори уште пред да дојде во ова физичко тело. Го избрала партнерот, направила договор со душата на децата, на родителите наши. Душата ги бира сите тие важни улоги, брат, сестра. И тие личности се дадени во нашиот живот да ни бидат патоказ, водич и огледало. Огледало на нас самите. И многу искуства кои што ги бирала душата да ги доживее, ги избрала како искуства, ама како ќе дојдеш до тоа искуство е твој личен избор, твоја креација. Ако душата избрала искуство да живее вистинско партнерство и вистинска голема љубов, можеби твојот пат ќе биде да бидеш со еден партнер кој што нема да биде партнер за тебе, нема да биде вистинскиот, па ќе искусиш невистинска љубов или лажна љубов, која што ќе ти покаже всушност што не сакаш или што нема да почитуваш веќе, нема да толерираш веќе. Можеби ќе имаш партнер кој што нема да те почитува, кој што нема да те цени, нема да ти дава љубов доволно за да разбереш и да сватиш дека не сакаш да го живееш тоа партнерство и да си дозволиш, нели, да излезеш од тој токсичен однос за да го пронајдеш твојот вистински партнер. Можеби ќе имаш работа на која што ќе трпиш мобинг, булинг, можеби таму нема да си среќна и задоволна, ќе дадеш отказ и ќе отидеш на некое место кое што потполно ќе ти исполнува, ќе те прави да се чувствуваш и доволна и целосна и ќе те почитуваат и ќе те вреднуваат. Понекогаш некое недобро искуство може да биде патот, точно патоказот до она вистинско нешто за нас. Но кога веруваме во процесот, веруваме дека и она што добро ни се случило и она што лошо ни се случило е вистинското за нас. Понекогаш ние не ја знаеме причината. Зошто ми се случи тоа негативно искуство? Зошто имав такво искуство? И не мораме да ја знаеме. Само треба да веруваме дека е за наше најголемо добро и дека она што сме требале да го научиме, сме го научиле. Како ќе стигнеш до искуството кое што го избрала душата, е твој избор. Душата прави избори, но ти си тој кој што го бира патот и по кој пат ќе стигнеш од едно место до друго. Од точка А до точка Б можеме да стигнеме по разни патишта. Секогаш постојат повеќе патишта. Како ќе стигнеш до таму е твој избор. Затоа, наместо да се држиш грчовито за желбата која што мислиш дека е за тебе и вистински избор за тебе, поверувај дека постои некој кој што гледа по широката слика. Нашата душа, нашето више јас, кое што се наоѓа на поголема димензија од нас, гледа се. Ние гледаме вака. Ние го гледаме само она што е во нашиот физички свет. Ама нашето више јас гледа повеќе. Исто како слика со дрон. Ние овде гледаме колку што е нашиот видик со нашите очи. Ама ако направиме слика со дрон одгоре, ќе видиме можеби и многу разни патишта како да стигнеме до одредено место. Можеби ќе видиме и многу нешта кои што не сме ги виделе вака. Затоа што не можеме да ги видиме, капацитетот е толку. Нашата свест овде во 3D, во тело, е толку и е ограничена. Но нашето више јас ја гледа таа поголема слика. Ја гледа нашата иднина, нашето минато, нашата сегашност и знае дека одредени избори не водат до правилниот пат за нас. Но ние треба да веруваме во тој процес. Треба да веруваме дека навистина најдоброто доаѓа до нас. Треба да веруваме дека сме водени. Не сме сами на овој свет. И кога сме со таква верба, препуштеност, не постои страв дека ќе ми избега желбата, нешто ќе пропуштам, некој нешто ќе ми земе, ако аплицираат 10 луѓе, нема мене да ми изберат. Не. Никој ништо не може да ти одземе. Никој ништо не може ни да ти даде всушност. Ти со твојата вибрација само си магнет за се оно што доаѓа до тебе, а луѓето околу тебе се само твое огледало. Ти покажуваат која е твојата вибрација. Затоа од срце ти посакувам да се откажеш да ги контролираш настаните, луѓето и манифестациите во твојот живот, да се препуштиш, да ги пуштиш и да дозволиш се што треба да дојде до тебе во вистински момент за тебе. Знам дека кога вака го кажувам изгледа лесно, но во реалноста на луѓето знае да им биде тешко. Еднаш ми кажа една колешка на еден курс, многу е лесно вака да кажуваш, препушти се и опушти се, но во реалноста не е така кога ти гори под нозите. Точно.
не е толку лесно. И мене не ми е лесно. Ама знам дека јас имам контрола на моите мисли. Јас имам контрола на моите емоции. Не ме контролираат моите емоции и мене. И јас ги контролирам нив. Знам дека ако моментално имам страв, чувствувам страв, дека нешто можеби нема да ми се исполни. Ќе седнам во мир, ќе дишам длабоко неколку пати, ќе се поврзам со себе и ќе се препуштам на мирот внатре во мене. И ќе кажам, Боже, универзуме, јас не знам како да го решам ова, ти превземи. И нешто што мене многу ми служи, однапред благодарност. Ти благодарам, Боже, ти благодарам, универзуме, затоа што го реши ова на најдобар начин за мене. Ти благодарам. И цел ден ќе си повторувам, се додека не ми дојде манифестацијата. Тоа ми дава мир, тоа ме држи во мојата зона на мир. А од таа зона на мир, со флоу, тече манифестацијата кон мене. Ти посакувам да ти служи ова видео, кратко, за разлика од другите, не е баш кратко, 20 минути. Ти посакувам да си имаш убав ден и ти посакувам помалку да контролираш, повеќе да се препушташ. Денес избери да уживаш и види што се ќе се залепи на таа вибрација. Избери наместо да се грижиш, да уживаш. Океј, денес нема да се грижам за тој проблем. Ќе го препуштам на Бог. Океј, денес нема да се грижам за она што ми се случува негативно. Ќе се препуштам и ќе уживам. Ќе оставам некој друг да ги реши моите проблеми и јас сетен не знам како. Не сме најпаметни на овој свет. Многу би било добро ако си го признаеме тоа сами на себе и си го прифатиме. Постои некој што е над нас. А тоа е Бог. Вечно ќе сум благодарна на Акаша затоа што ме врати во меморијата на овие работи. Затоа што овие информации се ни достапни на сите. Многу сум среќна што Акаша повторно ме потсети дека се е во Божји раце. Многу сум благодарна што Акаша повторно ме потсети дека не сум јас најпаметен креатор на мојот живот. Дека не мора се што ќе ставам на vision board и на листата со желби да ми се исполни. Затоа што можеби Божјиот план е многу подобар од мојот vision board. И многу сум среќна и благодарна за вербата што природно ја чувствувам и што ја имам. А од срце ти посакувам да почнеш да го негуваш тоа чувство и ти внатре во себе. Уште еднаш, убав ден и се гледаме во следното видео.